Поштувани, добар ден и добре ни дојдовте во програмата Радио што се гледа. Денеска имаме гостинка која што доаѓа по втор пат. Тоа е Климентина Ѓорѓиевска, прилепчанка, граѓански активист, пред се политиколог, која што неодамна имаше промоција во Градската библиотека Борка Талиски, книга насловена како Од диалог до политика, дизајн на градови што слушаат и одговараат. Ова се во контекст на она што доправа ни доаѓаат локалните избори и мислам дека темата која што денеска ќе зборуваме ќе биде интересна за сите оние кои што сакаат да дознаат нешто повеќе како во светот функционираат локалните заедници, како е тоа во Америка, во Соединетите Американски држави или поконкретно во државата Луизијана, во градот Нью Орлеанс, но и од искуството на Климентина која што го преточи во оваа книга, што зборува многу и чинам дека од првичните одблесоци што беа од промоцијата на книгата и сите ние ќе треба малку по малку да научиме и како граѓани, но пред се оние кои што се на јавните функции, односно локалните функционери. Добре ни дојде во студиото. Добар ден и добре ве најдов. Најпрвин да ви се заблагодарам на поканата и на интересот да дискутираме за оваа тема, која што е секогаш актуелна, но како што кажавте, овој период пред локалните избори сметам дека е особено клучен за да ги отвориме малку подлабоко процесите и да разговараме зошто се клучни јавните политики кои се засноваат на потребите и на гласот на граѓаните. Да, од една страна ќе проговориме, како што рековме, што можат да направат локалните функционери, советниците, градоначалникот и локалната самоуправа како институција, но од друга страна што би можеле да бараат граѓаните и што можат сами граѓаните да направат да имаме една пофункционална локална заедница. Она што пред почетокот на разговорот го дискутиравме беше дека практично истражувањето кое што ти го направи во Нью Орлеанс е дека сакаш голем дел од тоа да го пресликаш во Прилеп. Колку се слични Прилеп и Нью Орлеанс и зошто токму се насочи на оваа тема да правиш едно вакво истражување и едни вакви полемики кои што доправа ќе бидат актуелни. Така, всушност секогаш кога сум во други урбани заедници, во други градови, најверојатно заради тоа што и мојот истражувачки интерес секогаш е фокусиран на тоа како јавните добра, како јавните услуги се ставени и јавните ресурси се ставени во функција на што е можно поголемо обслужување на граѓаните, така и токму судискиот престој, односно работниот ангажман во советот на градот Нью Орлеанс ми овозможи да го иницирам ова истражување, односно да почнам да размислувам малку подлабоко за процесите кои се случуваат таму. И во исто време кога се вратив тука да можам да ја направам таа компарација и да видам кои се разликите, кои се сличностите и кои лекции ние или кои совети може ние да ги примениме во нашата локална средина. Нью Орлеанс е град од околу 400.000 жители, а Прилеп има околу 70.000 жители. Клучната разлика која што е многу значајна е дека во советот на Нью Орлеанс има 7 советници, а во советот на општина Прилеп има 27 советници. И тоа на прв поглед е малку чудно, како 7 советници успеваат да бидат одговорни и отчетни и во служба на толку голем број граѓани. Она што е клучно е дека секој 5 советници се поделени по дистрикти, кои всушност застапуваат речиси изброј на граѓани. Значи од град од околу 400.000 би рекла дека се по 80.000 граѓани на советник. И има 2 советници кои што се на ниво на цел град, така што секој советник има своја канцеларија. Канцеларијата е составена од тим од 6-7 експерти, секој надлежен за различни прашања, но она место кое мене искрено ми остави најголем впечаток е дека во секоја канцеларија постои директор за ангажирање на заедницата. Тој директор работи всушност секој ден од 9 часот до 17, одговара на повици на граѓаните. Тие повици адресираат различни прашања, од инфраструктурни барања, исклучоци или проблеми со електрична енергија, па дури и се јавуваат да пријават и случаи на силување. Значи, и директорот за ангажирање на заедницата од канцеларијата на советничката, кога го интервјуирав, ми кажа дека
тој мора да одговара и мора да им даде конкретни одговори и да го испорача решението за сите овие проблеми. Зашто во спротивно, на следните избори граѓаните нема да ја гласаат оваа советничка, а таа е токму избрана од народот, од тука нели е и нејзиниот легитимитет. Во исто време, она што максимално ме изненади е кога, секој пат кога некоја граѓанска организација или кога некој поединец има потреба да адресира некакво прашање, се јавува во канцеларијата на советничката и добива термин. И на тој разговор, на таа средба, се презентираат проблемите и почнува процесот на изнаоѓање решенија. Тој процес вообичаено вклучува многу меѓусекторски состаноци. Значи не нормално дека не е само советничката надлежна за решавање на сите проблеми. Се разбира дека постојат и други служби на локално ниво кои што треба да се вклучат во решавањето. Но низината канцеларија е онаа која што го координира тој процес, го мониторира и на крај испорачува резултати. Така што би рекла дека ваквиот принцип, ваквото работење на креирање на политики, на мерки, на практики кои што се засновани директно на слушање и на одговарање на граѓаните е она што беше неголемиот мотив да го почнам ова истражување и да го концепирам како што е концепирано со конкретни совети за нашата општина, за нашата локална заедница, односно за нашиот Прилеп. Заради тоа што тоа не значи дека овде локалните власти не водат грижа за своите граѓани, но секогаш има простор да се унапредат тие процеси и да бидат ослободени од секаков партиски предзнак и во секој случај да ги вклучуваат сите граѓани, без разлика на нивната партиска провиненција и без разлика на тоа дали дури со поголем акцент на вклучување и на социјалните категории на граѓани, односно на граѓаните кои не се доволно вклучени, кои немаат доволно можности да се вклучат во адресирањето на проблемите. Зошто? Заради тоа што кога од граѓанинот правиш партнер во реализацијата на политиките, практиките, тогаш тој ќе биде што повеќе заинтересиран за тие практики да се имплементираат навремено, бидејќи ќе чувствува во исто време одговорност. Така што мислам дека тие разлики на кои што ние можеме да делуваме, кои ние можеме да ги примениме во нашиот локален контекст, бидејќи не бараат правни измени, бараат пред се политичка волја и едукација за цел овој процес и секако конзистентност при постапувањето. Она што некој би коментирал во моментов е зарем тие нешто работат. Во случајов, значи тие имаат јавна функција која што кај нас, да речеме, тие имаат одреден паушал според тоа колку седници во текот на месецот има паушал месечен и така натаму, колку се ангажирани во однос на работата во комисиите, но ова што сега го кажуваш во однос на нивната работа во Њу Орлеанс би значило дека тоа е дополнителна работа за која што се тие платени или пак е волонтерска работа. Да. Ние имавме и работилница во рамки на пред промоцијата на книгата, бидејќи колешката која што е шеф на кабинет на советничката во чија канцеларија работев, Алисон Порт беше тука, имавме една работилница со советниците на општина Прилеп, со дел од советниците на општина Прилеп и токму тие беа прашањата, да направиме една споредба и како е организирано нивното работно време, како е организирано работното време на советниците овде. Разликата се разбира дека е во платите голема, заради тоа што тие имаат многу поголеми ресурси кои што им се достапни за да ги ангажираат своите вработени, за да имаат еден тим зад себе и во исто време платата која земаат е значително поголема. Нормално не правиме апсолутна споредба, правиме споредба во локалниот контекст, е поголема од она на нашите советници, но ова не име единствената функција, значи не име единствениот професионален ангажман. Советничката за чија што канцеларија работи во исто време е адвокат. Значи таа еден ден, максимум 2, многу ретко би рекла дека се случуваше 2 дена да ја отсутна, свесна дека таа е избрана за да им служи на граѓаните, го поминуваше најголемиот дел од своето време не само во канцеларија, и на терен, на директни средби со граѓаните. Имаше, значи секогаш се одзиваше на сите повици од граѓанскиот сектор или од неформални граѓански групи, така што би рекла дека тука има организацијската поставеност, структурата е значително различна. И можеби тука се главните, не би рекла бариери, туку на тоа се должи начинот заради кој што постапуваат различно, нели? И тие таму имаат своја ресорна комисија која ја водат и водат седници на
совет. Седниците на совет некогаш траат и 5-6 часа. Секогаш граѓанинот има право да се вклучи директно во седницата. Значи, кога разговаравме ние со советниците во Прилеп, добивме информација дека секој граѓанин може да присуствува, треба да пополни само едно барање, може да го направи на денот на седницата, но нема право да го каже своето мислење јавно на седница. Таа е исто една клучна разлика. Секако дека се наметнаа прашањата, што ако е неконструктивно учеството или што ако се појават, како што и се појавуваат секаде, би рекла, веќе во новото време ad hominem напади, а не напади на политиките, тогаш тие кажаа дека по дефолт ги дисквалификуваат таквите нели моменти, мислам има начин како тоа. Да, има начин да се адресира и но во секој случај на секој граѓанин кој е заинтересиран да разговара, да дискутира на одредена тема која е во моментот на дневен ред, има 2 минути простор да го каже своето барање или своето мислење пред јавноста и секако тоа овозможува уште поголема отчетност на сите засегнати. Така што би рекла дека поставеноста е различна и ние можеби не би можеле да менуваме во законската рамка, бидејќи тоа се однесува на сите општини во државата, но доколку постои волја, се разбира дека советниците можат да се организираат, например, на следните локални избори да се води сметка кога се кандидираат, нели, советници, тие да бидат порепрезентативни на своите мала или на руралните средини кои се дел на останатите рурални средини кои се дел од општина Прилеп, значи да има поголема застапеност на одредени мала, односно на сите би рекла бидејќи се 27, да се направи една поделба, така што откако ќе бидат избрани и дел од советот на општина Прилеп официјално, да остваруваат да има едно поформално учество на релација граѓанин-советник, например, иницијатива од типот кафе во моето мало, каде што јас нема да се среќавам, каде што советникот нели нема да се среќава само со луѓето со кои што се среќавал или кои го познаваат, туку ќе има право секој граѓанин или представник на приватен сектор или на граѓанска организација да присуствува и да ги адресира јавно своите барања. Заради тоа што советниците, нели, имаат легитимитет заради тоа што се избрани од граѓаните, но тие приоритети се менуваат. Тоа беше уште еден момент кој што го воочив во Њу Орлеанс, дека кај нив да, апсолутно постојат програми или буџети на ниво на година кои што се гласаат и тие се максимално партиципативни, но приоритетите се менуваат и тие се свесни дека приоритетите се менуваат заради тоа што живееме во време кое што нели е максимално турбулентно и локално и глобално, така да програмата еднаш изгласана или легитимитетот даден на избори не значи дека ние, односно дека советниците не треба да се посветат на други барања, да, и да ги постават приоритетни на аген`дата оние прашања кои граѓаните сметаат дека се приоритетни. Напомена во однос на регионалната поделеност, ќе речам во наводници поделеност, тоа се дистрикти кои што функционираат таму. Кај нас се тоа клетките на локалното живење, урбаните или местните заедници или руралните заедници. Можеме ли една споредба во однос на тоа да направиме? Како е најдобро според тебе, според истражувањето што го направи, да се прилагодат тие местни заедници, рурални заедници според потребите на граѓаните, бидејќи секое мало, секое село си има своја местна заедница, урбана заедница, што тие значат во целиот овој систем на функционирањето на локалната заедница и како може тоа да се подигне на едно повисоко ниво, се со цел да им се одговори на потребите на граѓаните. Да, апсолутно. Местните заедници таму беа наречени соседски здруженија или community centers исто. И баш и кога бев таму размислував кој е соодветната организација, која што ентитет кој што би соодветствувал на тие соседски здруженија. И токму со средбите со советниците ни истакнаа дека тие се тие, нели, местни заедници. Сега ние добивме информација дека местните заедници функционираат и советниците се среќаваат, дека мислам дека е потребно да има 5 члена и од нив се избира председател на местна заедница и заменик председател. Но јас би рекла дека местните заедници потребно е да бидат што е можно поактивни и подинамични. Значи, при изборот да присуствуваат што е можно повеќе граѓани, да бидат што е можно, односно општината тоа да го објавува на своите
страници на социјалните мрежи, да можат граѓани или на седницата на совет многу погласно, повидливо и подобро елаборирано, подобро објаснето да биде, за да може секој граѓанин да знае дека во мојата местна заедница денеска има можност, јас можам да присуствувам на таа така наречена конститутивна средба и да бидам дел од петчленото собрание, да кажеме, но овие местни заедници да се користат за, па дури и за едукација на граѓаните. Значи за различни типови на, ајде да речеме, академии, каде што граѓаните би добиле конкретни информации, зошто нивното знаење е клучно за формирање на политиките, зошто нивното учество е клучно за формирање на политиките, да не се чувствуваат дека никој мене не ме слуша, па јас затоа не сакам да одам. Во исто време можат да се користат за различни типови насаеми. Насаеми би рекла каде што кои би имале пак едукативна содржина. Значи таму секторот за јавно здравје многу често правеше бесплатни тестирања на во таквите местни заедници. Во исто време се случуваа и така наречени мали улични фестивали со кои се ангажираше, се анимираше заедницата да знае колку е битно да се присуствува на таква средба, бидејќи така се гради чувството на припадност и чувството на заедница, точно. И во исто време тие имаат пристап до различни ресурси, ги гледаат сите оние приватни фирми кои што нели ги вложиле своите ресурси за да се одржи овој настан, значи во исто време овозможуваат и рекламирање на социјалната одговорност и на бизнис секторот, но и ги среќаваат своите избрани представници и повторно имаат можност да ги прашаат и да добијат некаков отчет. Значи, и да имаат и некаква забава. Дури и имаше таков настан, така наречен ноќна акција против криминал, каде сите соседски, сите местни заедници има некаква забава, храна бесплатна и ресурси, и граѓаните се собираа заедно со полицајци од нели различни области, заедно со представници на судството, заедно со советниците, значи ги посетуваа сите овие местни заедници и целта беше Њу Орлеанс е познат по криминал, но ние доколку сме будни оваа вечер и доколку сме сите сплотени во ова што го правиме, тогаш Њу Орлеанс ќе биде безбеден. И доколку ова практикуваме да го правиме и неформално, тогаш уште повеќе ќе ја намалиме, ќе превенираме, наместо да имаме да сме познати по високата стапка на криминал. Така што постојат многу иницијативи, многу практики кои ги има запишани во ова истражување, кои можат директно да се преземат и да се адаптираат на локалниот контекст, кои не бараат законски измени, кои не бараат долги административни постапки, бараат само волја и можеби реосмислување на постоечките ресурси. Токму и тоа е следното прашање. Вие имавте средба со градоначалникот на општина Прилеп Борче Овчевски, кој што и присуствуваше на промоцијата на книгата. Имавте средби и со советниците, со дел од советниците од општина Прилеп. Какви се вашите искуства во однос на средбите и што беше кажано, дали иницијативно нешто ќе се преземе и дали, дај Боже, нешто од тоа што го имате во истражувањето можеби ќе се преслика во некој од програмите кои што се подготвуваат за локалните избори кои што ќе следат. Колку беше прифатено сето ова како искуство што го пренесовте? Така, значи... И какви беа реакциите? Апсолутно, значи ние имавме средба со градоначалникот на општина Прилеп, на која што разговаравме, нели го презентиравме начинот на работа на локалната самоуправа во Њу Орлеанс и начинот на работа на општина Прилеп. Дури постои моментално иницијатива за збратимување на Њу Орлеанс и Прилеп, бидејќи двата града го слават карневалот кај нас Прочка, а кај нив Мардигра, кој е всушност истиот концепт на кој се одржува 40 дена пред Великденскиот пост и е нешто што нели не поврзува и покрај тоа што станува збор за различни градови. Она што во секој случај беа, би рекла, позитивни коментарите за тоа дека супер, кога се презентираше моментот дека дека во Њу Орлеанс има меѓусекторска соработка меѓу полицијата и судството, коментарите на дел советници беа супер. Ние можеби немаме, јурисдикцијата ни е различна, действувањето ни е различно, но можеби би можеле да инициираме такви координативни состаноци заедно со судот и со полицијата, на кои ќе разговараме за трендови за да ги превенираме работите. Би рекла дека оно што е најбитно е дека треба да има отсуство на дефанзивност, а посилно и поконзистентно присуство на политичка волја. Тоа е она кое што би ни овозможило секој пат кога ни се презентираат
други искуства, нели искуства од друг континент, да бидеме отворени. Зашто можеби и на тие средби, ако не научиме нешто, можеби ние ќе презентираме некоја наша добра пракса која би можела да се спроведува токму на другата страна од светот. Што се однесува до локалните програми, јас искрено се надевам, досега ова само една недела помина од промоцијата, и се надевам дека ќе има поголем одзив на сите оние препораки и мерки кои се содржани овде, бидејќи се опсежни, и верувам дека со оглед на тоа што нели секој центар на политичка моќ или секоја политичка партија или секоја општинска администрација сака да покаже дека е покомпетентна и мислам дека дури и покомпетитивна, така да се надевам дека ќе ги преземе дел од овие работи директно во нивната програма, заради тоа што, како што кажав, не е потребно многу за нивна реализација. Потребна е пред се политичка волја и желба граѓаните искрено да бидат вклучени во овие процеси. Секогаш кога зборуваме на тема политика, на тема одредени движења кои што ни се случуваат, општествени движења, секогаш во центар се става политичката волја, за жал, кај нас. Но што е она што според тебе граѓаните би можеле да преземат за да си го подобрат својот статус во однос на сите овие општествени движења и да бидат во центарот. Дали граѓанинот во Македонија или во Прилеп ја има таа моќ да преземе нешто за да може да си ја подобри состојбата, затоа што факт е не само во Прилеп, во сите локални заедници, во сите локални самоуправи, некако граѓанинот се става во втор план наместо да биде обратно. А секогаш политичарите се сеќаваат на граѓаните кога е време пред избори. Така, да. Какви се тие движења во Њу Орлеанс во смисла на граѓанското активирање, што е она што можат да направат тие граѓански активисти, граѓански здруженија, неформални групи, за да може да се размрда малку од мртва точка она што нам ни се случува овде како реалност во Македонија? Се согласувам, да, и мислам дека одговорноста паѓа и на граѓанинот, и би рекла дека нели во последно, а тоа е можеби во последните и 15 години, каде граѓаните многу често одбиваат да разговараат за политика и политиката им делува или многу партиска, или нели ја изедначуваат политиката со партијата, или се апатични кон политиката и сметаат дека е нешто многу апстрактно, без да разберат дека политиката е онаа која што во моментов ни овозможува ние овде да разговараме на овие теми, заради тоа што во други држави не ни можат да разговараат за тоа колку е битно граѓанското учество или за тоа колку е битно да се критикуваат процесите кои што не одат на добро. Така да мислам дека да, граѓаните треба дури Аристотел рекол дека за да може еден граѓанин во тоа време да ги оствари своите рационални и морални капацитети, тој мора да се вклучи во политичката заедница. Заради тоа и да работи за јавно добро, заради тоа што политичката заедница, пак акцентирано политичката, а не партиската, е таа која што донесува одлуки и која што нели го организира начинот на живот. Така да во една политичка заедница учеството на граѓанинот е императивно и за демократска виталност, за да може една демократија да се унапредува, но и за да, нели како што реков, за да процесите, за да знаеме дека тие одлуки, тие политики се ефикасни и се легитимни. Што може граѓанинот да направи? Би рекла дека граѓанскиот сектор, еве да почнам од формализираниот глас на граѓанинот преку граѓанскиот сектор, заедно со другите институционални чинители, вклучувајќи ги и локалната самоуправа тука, и можеби бизнис секторот, во исто време и универзитетите, или академската заедница, да можат да се насочат на академии зошто е важно граѓанинот да учествува во процесите и како да учествува конструктивно во овие процеси, за да може да си го подобри своето локално живење, квалитетот на својот живот во Прилеп, во која и да е организирана заедница. Заради тоа што верувам дека на сите нам ни смета кога одиме по улица и гледаме дупки, кога нема улично осветлување, или кога имаме проблем со вода пример во лето. Верувам дека кога се адресираат проблемите соодветно до соодветната институција, кога се адресираат писмено и кога се бара
дури и медиумска покриеност за тие барања, кога граѓаните се организираат здружено и заедно, тогаш сигурна сум дека носителите на одлуки и избраните представници нема да можат повеќе да си ја префрлаат, нели, на некој начин вината или отчетноста на другиот, бидејќи барањето е адресирано до конкретната институција, до конкретното оделение. Така што верувам дека граѓаните треба малку повеќе да веруваат во нивната моќ, која што не ја кажуваат само на денот на изборите, и покрај тоа што постојат и нели и такви тенденции сега, тоа е едно од всушност трендовите кои ги адресирам, дека во последниве дури би рекла 20 години постои трендот на постдемократија, каде што постојат демократски институции, но се испразнети од граѓанско учество. Ете, токму тоа ние треба да го направиме, да ги наполниме институциите со граѓанско учество. А граѓанинот може и треба, но може би треба да се започне, би рекла па дури и од средно училиште, да може да се едуцираат граѓаните и да знаат, младите луѓе на 17-18 години дека доколку имаат ваков проблем, тогаш таа е институцијата на која треба да ја се обратам. И во исто време локалните власти, локалната самоуправа исто да се вложи во таа едукација и во транспарентност на информациите, во објавување на тоа кое оделение е надлежно за што, бидејќи ние ги знаеме работите, ама би рекла и не ги знаеме ни доволно. Секогаш треба да се јавиме, да прашаме дополнително, да побараме врска. Да, апсолутно. Најлучше. Така да мислам дека станува збор за еден триптих, така може би било најдобро, локална власт, институции, граѓан или локална институции, граѓанин и граѓански сектор да се поврзат и да можат заедно да се формализира ова учество и да можат заедно да ги водат тие процеси. Така верувам дека дури кога советниците, кога избраните представници би знаеле дека и граѓаните во тоа партнерство ја носат одговорноста, многу можеби полесно би ги или со поголема волја би ги воделе овие процеси. Јас од она што досега го чув, а од кога ќе ја прочитам книгата, можеби ќе имам и повеќе сознанија, станува збор за повеќе едукативно четиво. Нормално кога има истражување во основа и е едукативно четиво, и се надевам дека многумина, особено од страна на политичарите и оние кои што се граѓански активисти, ќе најдат дел внатре кој што ќе му значи многу во однос на едукацијата, но би сакала да те запрашам, освен она што рече дека можно е збративување со Нью Орлеанс, што е следно што Климентина Ѓорѓиевска ќе го преземе, дали веќе подготвуваш нова книга, ново истражување, кои се твоите насоки за воиднина? Така ви благодарам. Апсолутно процесот на истражување, особено со фокус на јавните политики и на јавните услуги кои по ексклузивитет треба да бидат достапни до сите, ќе продолжи. Кога би било следно некое издание, не знам, во иднина, значи во блиска иднина се надевам. Она што би сакала да се случи и би сакала да го дадам својот принос е дел од овие мерки да се имплементираат во пракса. Значи да го видам она што го видов бидејќи на сите средби кога присуствува во Нью Орлеанс на колешката и велев леле колку би било убаво ова да се случи во Прилеп. Имав можност да присуствувам и на еден самит на соседствата кој што вклучуваше беше двекомпонентен. Од една страна имаше можност за едукација на граѓанските активисти, а од друга страна на брифинг и на отчет на директорите на јавните претпријатија. Тој самит беше организиран од страна на канцеларијата за ангажирање на заедницата која е дел од општината. Значи, тоа е исто еден голем чекор која што би можела да го направи општината, да воведе или ако на почеток не канцеларија, дури и едно лице или две лица кои би биле одговорни за ангажирање на заедницата. Така да, она што би сакала да го видам и да работаме можеби на ваков тип на самити, на конференции, на кои што би се здружиле, би ја виделе таа меѓусекторска соработка во пракса. И граѓаните би увиделе дека, како што реков, овие работи не се абстрактни и дури со присуството на такви средби се зголемува ентузијазмот и оптимизмот дека ние може заедно да креираме подобра средина. Така да, мислам дека би се насочила во тој дел и секако би продолжила да истражувам се со цел
истражувањето да не заврши тука, бидејќи тоа е исто една од препораките, сите оние податоци, дисегрегирани податоци или истражувања, статистики кои ги имаме, да не бидат последна точка во процесот, да бидат прва точка во процесот. За да можеме се она што го, нели, што сакаме да го имплементираме или го планираме, да биде засновано на реални податоци. Дури еден совет беше дека кога сакате да добиете грантови, независно како граѓанска организација или како општинска самоуправа, вие најпрво треба да изработите план. Нели, сеопфатен план и врз основа на тој план вие да ги движите приоритетите. Па кога ќе имате можност за грант, независно од каде доаѓа тој грант, вие да кажете да, ние веќе ја знаеме, ја познаваме нашата локална средина, знаеме кои ни се приоритетите и сакаме да делуваме токму тука. Всушност и носителите на одлуки, истражувачите, сите оние граѓанскиот сектор, сите оние кои работат на пресек на различни чинители, треба прво да ги разберат своите локални заедници, за да можат да ги променат. Мене ова истражување ми го овозможи токму тоа, да ја разберам повеќе својата заедница и другите заедници, се разбира, за да увидам кој е начинот на кој можам да ја променам или барем да дадам придонес во промената. Јас се надевам дека ќе биде така, се надевам дека многу повеќе од теоријата која што ја имаш во твојата книга, ќе биде и во практика, за да може Прилеп да биде поубаво место за живење, а прилепчани да се гордеат дека направиле еден револуционерен чекор, бидејќи сме познати, нели, и по тоа. Во секој случај ти благодарам за гостувањето и третото гостување се надевам дека ќе биде токму како се применува во практика она што ти како истражување го пренесе овде кај нас. Ви благодарам. Да, јас искрено се надевам и дека тоа ќе биде за скоро, дека нема да треба да чекаме долго време. Благодарам, Климентина.